Зборовите семејство, домакинствот би можеле да се сметаат за најмалата единица на една љубезна заедница на земјата. Потоа, во семејството, не постои само љубовта што ја примаме од нашите родители, туку и должноста за синовска побожност што ние, како деца, мора да ја почитуваме кон нашите родители, што не може да се изостави како доблесна љубовта, нели? Како научи Библијата за синовската побожност? Не е ли тоа наведено во Библијата? Навистина постои во Библијата. Во Библијата постои длабока Божја промисла која научи за синовска побожност на небото преку практикување на синовска побожност на земјата. Верувам дека и ние, како деца, треба да им правиме добро на нашите родители на оваа земја. Ве молам често посетувајте ги вашите родители во близина, а доколку се далеку, ве молиме одвојте време да ги поздравите по телефон. Да го погледнеме Излез, поглавје 20, стих 12, за да видиме како Бог ја воспоставил својата заповед во врска со синовската побожност. Во Излез поглавје 20, стих 12 е напишано: Почитувај ги таткото свој и мајката своја, за да поживееш подолго на земјата, што ти ја дава Господ, твојот Бог. Тоа е исто така пасус јасно наведен од Бога меѓу 10 заповеди. Почитувај ги татко си и мајка си, што со други зборови значи да бидеш син, нели? Да го испитаме учењето од 1 Тимотеј поглавје 5, стих 4. Ако, пак, некоја вдовица има деца или внуци, тие најнапред нека се научат да го почитуваат својот дом и со тоа да им возвратат со дар на родителите своји, бидејќи тоа е добро и угодно за Бога. Библијата учи: научете ги да практикуваат синовска побожност кон своето семејство. Бидејќи Бог наразбуди за фактот дека мора да бидеме синови на нашите родители меѓу неговите заповеди, се надевам дека ќе можеме повторно да го искористиме ова време да размислиме и за нашите земни семејства и за членовите на нашето небесно семејство. Да го погледнеме и Левит поглавје 19 за да видиме како Библијата ја опишува синовската побожност и почитувањето на родителите. Да го погледнеме Левит поглавје 19, стих 3. Секој да ги почитува таткото свој и мајката своја и да ги запазува моите саботи. Јас сум Господ, вашиот Бог. Во Библијата, Бог постојано го нагласува значењето на почитувањето и љубовта кон нашите родители преку неговите заповеди. Библијата не само што ја споменува љубовта што родителите ја покажуваат кон своите деца, туку постојано ги објаснува и должностите што децата ги имаат кон своите родители. Ова не е само запишано во Библијата како добри учења што ќе ни помогнат да живееме во овој свет. Тоа е заповед дадена од Бога. Би сакал да ве замолам да вложите максимални напори да станете членови на семејството Зајон кои секогаш отелотворуваат почит кон нашите родители.